Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, стартува Индекс на Радио Слободна Македонија. Како што слушнавте, јас сум Маја Дамјановска, денеска гостин во студиото на Радио Слободна Македонија Дарко Димитров, директор на Националната агенција за образовни програми и мобилност. Добар ден, Дарко, како се чувствуваш денес, како се чувствуваш во нашето студио? Добар ден, Маја, благодарам на поканата, благодарам за учеството во вашата емисија и во вашето студио. Добро се чувствуваме денеска, убав ден надвор. Претпоставувам дека после вчерашниот прес кој што го имавме во хотелот Континентал, веќе имаме многу интерес појавено, многу вести излезено во врска со нашата работа, што многу не радува и така да очекуваме. Да, токму за вашата работа ќе говориме во овие 40 на минути. Меѓутоа, пред да почнеме на главната поента за програмата Erasmus+, нешто повеќе околу агенцијата, што е агенцијата, од кога функционира и кој може да ги користи низините услуги. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е државна институција основана со закон уште во 2008 година. Таа функционираше во рамките на програмите предходници, програмата Доживотно учење и програмата Млади во акција. Од 2014 година почна да имплементира во име на Европската комисија програмата Erasmus+. Оно што е важно тука да се спомене е дека всушност во 2014 година Република Македонија се стекна со статус на програмска земја во програмата Erasmus+, што е особено значајно за граѓаните на Република Македонија, но и за самата држава, бидејќи стекнувањето на статус на програмска земја всушност значи еден вид пристапување кон полноправно пристапување кон програмата Erasmus+, што значи дека сите акции, сите можности кои што ги имаат сите граѓани на Европската Унија, на земјите членки на Европската Унија, ги имаат и граѓаните на Република Македонија. За разлика од тоа, предходните години Националната агенција беше во подготвителна фаза или во подготвителни мерки, каде што само определен сегмент од акциите беа дозволени и нормално буџетот соодветствено на тоа беше релативно помал во однос на тоа што го имаме од 2014 година па наом. Инаку програмата Erasmus+, да се навратам на неа, тоа се работи за најголемата програма на Европската Унија во областа на образованието, обуката, младите и спортот. Се работи за програма која што има буџет на европско, 7-годишна програма и која што има буџет на европско ниво од 14 билиони евра, што за разлика од програмите предходници кои што ги спомнав, програмата Доживотно учење и Млади во акција е 40% зголемување во однос на буџетот. Што значи дека во наредните од 2014 до 2020 година практично програмата Erasmus+ ќе распредели 14 билиони евра во земјите членки на Европската Унија, вклучително и Република Македонија, што ја покажува посветеноста на оваа област на Европската комисија, имајќи во предвид дека во периодот на криза, баш кога беше во периодот на криза, таа го зголеми буџетот за овој сегмент, за сегментот образование, обука, млади и спорт го зголеми за 40% за разлика од претходниот 7-годишен период. Колку проценти од 14 билиони евра отпаѓаат на Македонија? И зошто Македонија е меѓу овие европски земји членки? Така, буџетите се определуваат соодветствено на бројот на популацијата, но и апсорпционата моќ на популацијата која што живее во одредена земја. Ние во изминатите години често дискутиравме околу големината на буџетот и успеавме од некаде од 2013 година, каде што имавме 3,5 милиони евра расположлив буџет од страна на Европската комисија. 2014 го зголемиме на 4 милиони запрека 84.000 евра и во 2016 година, односно со најновиот повик кој што го објавивме вчера, да имаме буџет од 4,7 милиони евра, што е исклучително добар буџет, исклучително висок буџет и нас особено не радува фактот дека тој прогресивно се зголемува, очекуваме да се зголемува до крајот на програмата до 2020 година и негде апроксимативно да стигне до цифрата од околу 9 милиони евра за Република Македонија. Ги спомнавте кои се корисници, колку успешни проекти до сега се реализирани и дали има успешни проекти воопшто? Да, ова е баш актуелно прашање. Прашањето околу квалитетот на проектите и околу успешноста на проектите е многу важно прашање кое што ние веќе од минатата година
како земја целосен учесник во оваа програма, веќе сериозно учествуваме на дискусиите на ниво на европско ниво во Европската комисија и ја поставивме дилемата за сериозноста на проектите кои што ги финансираме, како и резултатите кои што произлегуваат од нив. Многу важно за овие проекти е всушност резултатите кои што произлегуваат од сите проекти кои што ги доделуваме ние како национална агенција да се користат од страна на останалите институции, тоест да има соодветна дисеминација и искористеност на резултатите. И во овој поглед Европската комисија во своите работни програми за програмата Erasmus Plus ја потенцира, и како и во водичот за програмата Erasmus Plus ја потенцира важноста на поврзување на резултатите кои што произлегуваат од проектите со политиките во сферата на образование, обука, млади и спорт. Односно, институциите треба да ги користат резултатите кои што произлегуваат од овие проекти за формирање на соодветни политики во тие области. Односно, она што во Европска комисија или што во Европската унија се вика evidence-based policy, всушност носење на политики врз основа на веќе постигнати резултати или на веќе докажани резултати. Ова е актуелно поради тоа што ние неодамна го објавивме линкот на нашата веб страна, го објавивме линкот до Valor. Valor е платформа на Европската комисија која што ги интегрира во себе сите резултати и сите проекти сите добитници на проекти кои што се од сите земји на Европската унија. Тама може да се бара и по земји, може да се пребарува и по тип на резултати, може да се пребарува и по организации, каде што може буквално да се прочита кој е short summary на самиот проект, односно краток опис или дескрипција на самиот проект, но и резултатите кои што ќе произлезат од самите проекти, имајќи во предвид дека Република Македонија веќе учествува и во проекти кои што се од поголем размер, односно стратешки партнерства во областа на образованието, обуката, младите и спортот, кои што во 99% од случаевите, од кои што во 99% од случаевите произлегуваат одредени интелектуални аутпути, односно одредени програми, курикулуми, прирачници, гајдови и така натаму, кои што може да се користат понатаму во секојдневното работење. Така, Дарко, извини за момент, тука ќе направиме кратка пауза, се враќаме по рекламата. Индекс со Маја Дамјановска. Да, продолжуваме по рекламите со Дарко Димитров од Националната агенција за европски образовни програми. Дарко, разговаравме за ефикасноста и квалитетот на програмите. Колкава е искористеноста на средствата од Erasmus Plus програмата? Така, тоа го најавивме и вчера на пресот, односно го објавивме и вчера на пресот. Значи, ние со програмата Erasmus Plus во 2015 година направивме опфат на 65 институции, односно 65 институции добија грантови од страна на Националната агенција. И тие од расположливиот буџет, кој што претходно спомнав беше 4 милиона за преку 84.000 евра, повлекоа 80% од средствата. Со тоа што се уште се во тек потпишување на договори за грант, како и евалуација на проекти од последниот рок, од октомврискиот рок, кои што овие договори се потпишуваат до крајот на декември, а нивните проекти ќе се имплементираат во 2015, 16 и 17 година. Значи, очекуваме процентот, сега за сега 80%, очекуваме процентот да се качи до 95%, односно нешто слично што го имавме и до минатата година. Баш поради тоа се и овие, да речеме, промотивни кампањи или каравани кои што ги организира Националната агенција, со цел да се анимира што поголем број на институции да аплицираат во програмата Erasmus Plus. Имајќи го во предвид досегашната искористеност на средства, ние можеме слободно да кажеме дека во 2015 година повеќе од 800 учесници се стекнаа со индивидуални, односно изврши индивидуални мобилности кои несомнено се стекнаа со непроценливо искуство, знаење и европски вредности врз основа на како искуство од овие индивидуални мобилности. Она што е многу важно исто така дека овие 65 организации кои што добија грантови во Република Македонија ќе се вмрежат со многу меѓународни европски организации, бидејќи во сите овие проекти кои што ги аплицираме мора да постои странски партнер, односно мора да постои партнер организација или партнер институција од Европската унија. Во одредени случаеви, односно во повеќето случаеви се работи за повеќе партнери, односно за пошироки партнерства, па така да имаме и со 4, со 5 и со 6 партнери организации кои што меѓусебно соработуваат, односно организациите од Република Македонија соработуваат со организациите партнери од европските земји. Тие најчесто се од различни европски земји.
И она што е многу важно, а што се случи во 2015 година и што јас исто така го потенцирав и за време на вчерашната конференција за печат, е тоа што 10 институции или 10 училишта од Република Македонија се стекнаа со грант од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност како партнер институција, односно има еден посебен сегмент во програмата кој што се занимава особено со училиштата. Тоа се стратешките партнерства во областа на училишно образование. И тука 10 наши училишта добија грантови кои што се аплицирани во други национални агенции, односно кои што се аплицирани од страна на нивни партнери или координатори на проекти во други земји, но ние ги финансираме нивните активности. За да го изведеме ова во тек ни е подпишување на амандман на договорот помеѓу Европската комисија и Националната агенција во износ од 280.000 евра со кој што ќе ги финансираме и овие 10 училишта. Ова е особено значајно и ние многу често го препорачуваме, бидејќи се работи за ограничен фонд или ограничен буџет кој што го добиваме од Европската комисија. Училиштата, особено за училиштата го потенцираме, но и сите други кои што се заинтересирани, истовремено можат да бидат и координатори, но и да учествуваат како партнери во проекти во други земји, односно за проекти кои што се аплицираат во други национални агенции. Со ова се обезбедува всушност, и тоа е една од целите на програмите, се обезбедува постојана вклученост на институциите, без разлика дали добиле грант во сопствената национална агенција или ќе добијат грант во некоја друга национална агенција, но има цело континуитет и постојана вклученост на меѓународно ниво на институциите. Ова е од особена важност, бидејќи ние како една од целите на програмата интернационализација на образованието, односно размена на добрите практики во образовните системи и во образованието во целост. Со какви проекти најчесто се аплицира? Генерално се работи за два вида на проекти. Едните се индивидуалните мобилности, кои што се всушност поедноставниот начин на аплицирање или поедноставните проекти. Жаргонски кажано, тоа е К1 акција во областа на образование, обука и млади. И всушност се работи најчесто се работи за излезни мобилности од институции од Република Македонија за обуки или пак за одредена размена на добри практики и искуства кон партнерски организации во Европската Унија. Во случајов наједноставен пример би бил, например, ученици од нашето училиште за автосообраќај одат во исто такво училиште одреден период за да го изучуваат предметите во Белгија или во Франција. Но исто така многу често се случува и овие ученици додат и во компании и на лице место да го следат процесот на производство. Сме имали такви примери каде што ученици од наши училишта биле во Volvo, биле во Toyota, каде што практично го следеле процесот и учествувале во процесот на производство со цел да се стекнат со практични знаења од работата, и ова најчесто ни се случува во стручното образование и обука. Ние за нас како национална агенција особено и акцент ставаме на стручното образование и обука. Сметаме дека е многу важно, бидејќи со ова на некој начин тоа е на некој начин директно поврзано со пазарот на трудот, па така доколку овие ученици и наставници меѓу другото учествуваат на овие размени, доколку стекнат вакво практично искуство, особено на работно место, практично искуство на работно место во вид на стажирање или еден вид практиканство, подоцна многу полесно се снаоѓаат на пазарот на трудот, односно го имаат тоа во своето портфолио како едно стекнато искуство, тоест не излагаат директно само од образовниот систем, него веќе паралелно со образовниот систем имаат искуство во некоја меѓународна организација, односно во некоја фабрика или во некој училиште надвор од сопствената земја, што е особено важно, имајќи во предвид дека во Македонија се повеќе и повеќе се сретнуваме со странски инвеститори кои што бараат соодветни квалификации од нашите ученици. Така, колку е едноставно да се аплицира? Дали имаме проблем околу поднесувањето на апликацијата и какви се условите кои што треба да бидат исполнети? Да, Националната агенција, односно Европската комисија во овој поглед многу работеше за разлика од претходната програма. Претходната програма Доживотно учење и млади во акции се аплицираше по писмен пат на соодветна апликација. За разлика од тоа, во 2014 година со воведување на програмата Erasmus Plus се преиде по еден, да речеме, по пристапен начин на аплицирање, односно целосното аплицирање се врши електронски.
што значително ја олеснува целата работа. Апликациите се превзимаат од од веб страната на Националната агенција со претходна процедура за регистрација на самите апликанти во централниот систем на Европската комисија, преку кој што може да се следат сите проекти кои што ги имплементира една организација, што всушност на крајот представува едно добро портфолио за самите училишта и универзитети. При регистрација во тој систем, подоцна само се пополнува апликацијата, таа се поднесува по електронски пат и потоа престои периодот на евалуација и избор на самите апликации, кои што се работи интерно во Националната агенција. Процесот отприлike опфаќа околу 8 недели од поднесување на апликација до избор на одреден добитник на грант. Тие се објавуваат на веб страната и подоцна се склучува договор за грант во кој што се утврдени правата и обврската на Националната агенција и на добитникот на грант. Дарко, правилата налага да направиме уште една пауза. Индекс со Маја Дамјановска. Да, продолжуваме понатаму. Ако вчера стартуваше огласот, до кога е рокот до кој сите апликанти треба да ги поднесат апликациите? Така, и каде ќе може да се информираат, на кој начин? Така. Ова е многу важен момент од овој оглас. Всушност треба да се знае дека огласот кој што го објавува Европската комисија, Националната агенција го реобјавува, имајќи во предвид, како што претходно споменав, полноправното членство на агенцијата во програмата, што значи дека не се прават дополнителни измени на огласот кој што е објавен од страна на Европската комисија. И она што е уште поважно за овој оглас, дека овој оглас е всушност активен или важечки за целата 2016 година. Што би значило дека во низ целата 2016 година има определени рокови кои што се дадени во овој оглас или во овој повик за аплицирање, кои што корисниците треба да ги следат и тие се поделени на, да речеме, на неколку сегменти во зависност од типот на институцијата која што сака да аплицира. Па така имаме буквално рокови од февруари до октомври следната година, кои што треба да ги следат корисниците и врз основа на тие рокови да аплицираат во зависност, пак уште еднаш ќе потенцирам, од типот на организацијата. Например, доколку се работи за високообразовна институција, тие аплицираат во март. Доколку се работи за младинска организација или невладина организација, тие имаат неколку рокови во годината заклучно со октомври да аплицираат, така што овој повик стои цела година на страната на Националната агенција и препорачувам институциите претходно да се информираат и да го погледнат, тоест да погледнат точно кој им е последниот рок за аплицирање во текот на 2016 година. Ова се однесува и за оние индивидуални мобилности за кои што зборувавме сега, но се однесува и за клучната акција 2 или стратешките партнерства за размена на иновации и добри практики, кои што се поголеми проекти, односно опфаќаат повеќе активности за разлика од само индивидуални мобилности и размена на искуства. Тука опфаќаат овие проекти опфаќаат развој на одредени интелектуални аутпути, како што спомнав, како и организација на меѓународни конференции за дисеминација на постигнатите резултати. Овие се поголеми проекти, најчесто достигаат вредности до 300.000 евра и всушност се работи за проекти од кои што произлегуваат и дури и одредени студиски програми, софтверски можности, ИКТ решенија и така натаму, кои што подоцна може да се користат во самиот процес на настава кога се работи на пример за ученици или студенти, исто така може да се користат и во работата на одредени организации, во одредени тренинзи, обуки и така натаму. Вчера го објавивте стартот на реализација на Erasmus Plus за идната година. Кои се другите активности на агенцијата? Да, поведени од искуствата кои што ги имавме во комуникација со останатите европски национални агенции, со кои што во чија што мрежа интензивно учествуваме како Република Македонија, заклучивме дека добро е да се вклучиме и во останати европски иницијативи кои што се дел од сегментот образование. И така што на Националната агенција успешно се вклучи во повеќе иницијативи кои што опфаќаат различни делови од образовните системи. Па така учествуваме и во програмата ЕКВЕТ, во програмата Евридика, во програмата Европас, во програмата Еврогайданс,
во програмата Eurodesk и така натаму. Тоа е цел сет на програми кои што се на еден начин странични програми на програмата Erasmus+, во кои што Националната агенција преку аплицирање до Европската комисија се вклучува, што значи дека за секоја од овие иницијативи или мрежи, како што ги нарекуваме ние, Националната агенција на годишно ниво подготвува апликација, аплицира до Европската комисија за одредени средства за имплементирање на активности во овие сфери. Ќе спомнам, можеби нај да речеме опиплива и најупотребувана од страна на граѓаните е програмата Европас. Европас всушност представува она што го во македонската јавност се знае европски формат на CV, односно подготвување на определено CV врз основа на еден европски или општо прифатен модел. Веќе Националната агенција уште од минатата година го лансираше својата веб страна europass.mk, каде што онлайн може да се креира CV согласно сите стандарди на европските држави на македонски јазик. Така што сега секој граѓанин кој што на некој начин сака да аплицира или сака да аплицира за работа, да пронајде работа, може да го користи овој формат, може онлайн да го креира, потоа да го извади, да го печати, да го сочува, да го споделува. Исклучително важна и помошна алатка. Но во Европас како портфолио не спаѓа само CV, спаѓа и диплома дополна, спаѓа и сертификат за мобилност, кои што се исклучително важни, и веќе во Република Македонија имаме доделено над 200 сертификати за мобилност. Овие се меѓународно признати сертификати или Европас Mobility Certificate, меѓународно признат сертификат во рамките на цела Европска унија. Тоа е еден вид признание за одредена мобилност или одредени компетенции и вештини стекнати за време на една мобилност. Пандан на ова во младинската работа е Youth Pass или сертификатот за младински активности. Така што генерално ова се исклучително важни документи за вработување. Така што ги покануваме сите буквално учесници кои што евентуално немаат информација во однос на ова, учествуваат на некој начин или изведуваат некаква мобилност преку нашите проекти, дека треба да се обратат до организациите кои што ги организираат овие мобилности, да им се издаде преку Националната агенција, да им се издадат овие сертификати кои што можат да им го леснат патот кон доаѓање на работа, односно се многу релевантен доказ пред работодавците во процесот на пронаоѓање работа. Така е, сега колку Erasmus Plus влијае врз квалитетот на работната сила во Македонија во насока на подобрување на економскиот развој? Европската комисија на европско ниво ова го стави како еден од врвните приоритети и доколку прва работа, доколку прочитате нешто околу програмата Erasmus Plus на интернет, ќе најдете дека Европската комисија ја креира оваа програма со цел да се надмине гапот или да се надмине празнината која што се создава помеѓу образовните системи од една страна и потребите на пазарот на труд од друга страна. Имајќи во предвид дека пазарот на трудот е многу динамична категорија, дека технологијата како таква напредува од ден во ден, и секогаш постои еден празен простор помеѓу тоа што сме го научиле во училиште и тоа што се бара кај нас на пазарот на трудот. Затоа и оваа програма, тоа е првата работа која што се сретнува во однос на оваа програма и затоа оваа програма е доста важна од страна на Европската комисија. Проценките велат дека на европско ниво постојат многу невработени луѓе, но постојат и многу празни работни места за кои што овие луѓе не ги исполнуваат условите или немаат доволно познавање од областа за која што треба да се работи. Па така оваа програма во својата срж некако како приоритет го става и квалитетот на работната сила или подобрувањето на вработливоста на младите во однос на барањата на пазарот на трудот. Имаме сегмент кој што се вика сегмент за стручно образование и обука, што е многу важен. Тој ги нуди оние практични стекнувања на практични знаења кои што ги спомнав, посета на фабрика, посета на работни места, посета на слични училишта кои што се можеби понапредни во однос на програмите кои што ги изучуваат и така натаму. Но и во областа на високото образование ги имаме стажирањата кои што се многу користена и популарна алатка во овој дел. Всушност се работи за понуда за студенти кои што се или во последната година на своето студирање или пак една година или пак не навршиле се уште една година од завршувањето на своето студирање, да аплицираат преку своите универзитети за стажирање на определено работно место. Универзитетите во Република Македонија кои што учествуваат во програмата, ги имаме 15 на број, ги добиваат овие понуди од страна на компаниите кои што ангажираат вакви практиканти
до една година. За време на тоа ангажирање студентот или што току завршениот студент си добива грант со кој што се ги покрива своите трошоци за време на престојот во другата европска земја каде што има праксата. Па така имаме многу често барања за практиканти во областа на туризмот, во областа на IT индустријата, особено во областа на IT индустријата, каде што многу стартап компании всушност од светот бараат Еразмус студенти од универзитетите низ цела Европа да се приклучат кон нив за да почнат на еден вид стажирање со цел развој на вакви компании. Така, дали во Македонија има квалификувана работна сила? Со оглед на тоа што пазарот и потребите нели се менуваат како што вика кажавте, а се менуваат бидејќи многострански компании влегоа во Македонија од една страна, квалитетот на работната сила, од друга страна квалитетот на лицата кои што ги завзимаат менаџерските позиции во домашните и во странските компании, дали се на исто ниво, односно на какво ниво се? Така, ова прашање е сериозно, дотолку уште поважно што веќе странските компании кои што функционираат во Република Македонија, нив веќе ги имаме во се поголем број, ја бараат соодветно квалификувана работна сила, која што во еден сегмент се зима од стручното образование, а во друг сегмент се зима од високото образование. И имаат соодветни барања. Она што е многу важно за нас е што веќе странските компании, ние сме контактирали со доста странски компании, тие не контактираат нас бидејќи може да се јават како учесници во програмата и веќе позитивното искуство ни кажува преку стопанските комори, обично комуницираме со нив и за нив секогаш организираме соодветни посебни работилници за учество во програмата. Всушност тие бараат соодветно високо ниво на стручност, која што до одреден момент или до одредено ниво го исполнуваат нашите стручни училишта и факултетите. Но треба да се знае и она што е важно е дека овие компании не бараат само стручност од областа на образованието или од буката или компетенции и вештини кои што се поврзани со работите, него бараат и одредени soft skills или меки вештини, бидејќи веќе компаниите се толку напреднати или толку динамични кои што бараат од своите вработени да можат да работат во определени услови кои што не се стандардни за минатото време кое што го имавме, така што мора веќе да се познаваат јазици, може да се работи, да се користат различни интернет технологии за комуницирање, мора да се има одредени познавања од социјални мрежи, треба да се научи да се работи во мултиетнички средини, да можете да се интегрирате во динамични категории на вработени и така натаму. Овие меки вештини или овие soft skills исто така се дел од програмата и овие спаѓаат не толку во формалното образование на луѓето, него во неформалното и информалното образование. И како такви се претежно фокусирани во сегментот млади, така што младите луѓе преку невладини организации или младински организации или на некаков друг начин на здружување може да аплицираат во националната агенција исто така со проекти кои што потекнуваат стекнување на вакви неформални или информални вештини и кои што исто така обезбедуваат и развивање на определени јазични компетенции. Ова е исто фокус ставен во програмата и Европската комисија и Европскиот парламент го побара од програмата, всушност да се зголемат јазичните компетенции на сите учесници во програмата. Поради ова е воведен и систем на онлайн оценување на компетенциите пред почеток на еден проект и по завршување на проектот, со цел да се види колку учесниците во проектите напреднале, да имаме мерлива категорија за напредокот на учесниците во своите јазични компетенции. Секогаш се покажува до сега, барем од овие 2 години колку што гледаме, секогаш се покажува дека било кој учесник без разлика на кое ниво, на пример, му бил англискиот јазик, по завршување на проектот секогаш му е зголемено нивото, поради тоа што морал да користи определени инструменти, морал да биде во комуникација, да се вмрежи со луѓе на кои што треба да се разбере на друг јазик, така што јазичните компетенции се исто така голема и важен сегмент од програмата Erasmus+. Така има уште многу да се збори за оваа програма, меѓутоа времето предвидено за нашиот разговор измина. Ти благодарам што одвои време за Индекс на Радио Слободна Македонија и ти посакувам убав ден. Ви благодарам и на вас за поканата и ви посакувам исто убав ден. Благодарам, а ние продолжуваме со реклами.
Индекс со Маја Дамјановска. А пред крај на индекс уште неколку бизнис информации. Планираниот економски раст нема да се оствари, политичката неизвестност ја намали економската активност, па затоа Народната банка наскоро ќе излезе со нови ревидирани бројки. Сосема известно дека првичните прогнози за раст на економијата од 4,1% ќе бидат намалени, изјави гувернерот Димитар Богов. Со пониски царини и скратени процедури, извозот во последните 10 години е двојно зголемен. Денес фирмите плаќаат 40% пониски царини споредено со 2006 година, додека по основ на укинати и намалени царински надоместоци дополнително остваруваат заштеди во износ од 12 милиони евра годишно. Благодарение по ниските царини и поедноставените процедури, како и подобрувањето на бизнис климата и влезот на странски инвестиции, извозот последниве 10 години е двукратно зголемен. Од 2006 до 2015 неколкукратно се намалени царините на барање на бизнисот. Укинати се царинските ставки што се однесуваат на машинската обработка, на семенските материјали, на фолии, на одредени репроматеријали за производство на резервни делови. Денес фирмите плаќаат 40% пониски царини споредено со 2006 додека по основ на укинати или намалени царински надоместоци дополнително остваруваат заштеди во износ од 12 милиони евра годишно. Според Државниот завод за статистика, растот на извозот од 1,92 милијарди евра во 2006 порасна на 3,72 милијарди годинава. Поради забавениот раст на глобалната економија, ниските цени на суровините и високиот курс на доларот, некои од најголемите американски компании во третото тромесечие укинале над 200.000 работни места, а има најави и за нови отпуштања поради тоа што ниту во 2016 година не се очекува особено подобрување на бизнис климата. Во првите 3 месеци од октомври 165 американски компании во проценките на идните резултати навеле дека се загрижени за забавувањето на глобалната економија. Растот на загриженоста е евидентен кога ќе се види дека лани во истиот период и по истиот повод реагирале 108 компании, а една година претходно 97. Минатите 2 седмици од сезоната за објавување квартални резултати покажуваат дека добивката на американските компании би можела за прв пат да падне по глобалната финансиска криза од 2009 година. Но сепак ситуацијата не е таква во сите сектори. Технолошките лидери компании како новата компанија на Google, Alphabet, Microsoft, Amazon минатата недела презентира извонредни деловни резултати во третиот квартал. Тука е крајот на денешната емисија. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на индекс во продукција на Трговско радио, дифузно предпријатие Радио Слободна Македонија. Денеска е 27 октомври 2015 година, а ние повторно се слушаме за една недела. Ви посакувам пријатен ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти, први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.